Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Добре дојдовте со најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Во оваа емисија ќе зборуваме за оние актуелни политички теми кои ја преокупираат јавноста, а почнуваме со работата на специјалната јавна обвинителка, која повторно од страна на дел од медиумите е ставена на тапет во јавност. Имено во јавноста излегуваат информации за наводно нерегуларно работење на обвинителката, а се множат и кривични пријави кои ги поднесуваат незините колеги од основното јавно обвинителство за наводно злоупотреба на службената положба на дел од тимот на Катица Јанева и за незаконско влијание врз сведоци. Почуваме со информацијата прво со тие кривични пријави. Еве, ова е еден од текстовите кои зборуваат на таа тема. 5 нови кривични пријави за обвинителите на Катица Јанева. Нови 5 кривични пријави се поднесени против обвинители во специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева. Како што информираат од јавното обвинителство, пријавите се поднесени од физички лица поради малтретирање во свршење на службена должност. Претходно беа поднесени 3 кривични пријави, со што вкупната бројка на поднесени пријави сега е 8, а се однесуваат на тројца обвинители од обвинителството на Катица Јанева. Јанева веќе соопшти дека никој никого не малтретирал, а доколку некој тврди спротивно, ќе мора тоа и да го аргументира. Тоа е тој текст. Продолжуваме со текст на Дојче Веле, кој зборува дека во моментов против специјалната обвинителка се води специјална војна, како што велат во текстот, тоа е насловот, а во текстот се цитира изјава на Драган Малиновски, адвокат, поранешен председател на антикорупцијската комисија. Очекувано беше специјалното јавно обвинителство да се соочи со против напад од поединци и структури кои се предмет на негово постапување. Немам дилема дека како ќе одминува времето и како овие истраги ќе напредуваат, така притисокот врз тимот на Јанева ќе се зголемува. Изминатата седмица Јанева се занимаваше со Советот на јавни обвинители. Сега против неа и незините соработници се отвара нов фронт преку поднесување серија кривични пријави до основното јавно обвинителство за наводно вршење на притисок врз осомничени сведоци. Целта на ваквата стратегија е специјалното обвинителство да се притисне и да биде во дефанзива, во него да се внесе немир и несигурност, со што неговиот капацитет за ефикасно менаџирање со предметите сериозно би се нарушил. Специјалното обвинителство ќе мора да одолее на сите овие притисоци, па и на заканите со кои се соочува и да се фокусира на својата агенда. Воспротивно, ако овој проект наречен специјален јавен обвинител не успее и биде попречен во реализацијата, се плашам дека може да дојде и до радикализација на политичката криза, прогнозира Малиновски. А кога зборуваме за нападите врз работата на Јаневска, тие доаѓаат од повеќе медиуми, најчесто се станува збор за текстови кои се со иста содржина, значи еден ист текст се објавува од страна на повеќе портали, телевизии и така натаму. Сега одиме со еден текст кој е објавен на порталот Република и кој вели Катица како заштитник на криминалците. Потписник на овој текст е Ненад Мирчевски. Откако направи голем пропуст со неизработувањето записник за примените материјали од четврта обвинетиот Зоран Заев, за кој се уште не ја почитува јавноста да одговори на поставените прашања, Јанева влета во уште една грешка со противзаконско бркање на две обвинителки од својот тим. Секој што е малку упатен знае дека специјалната обвинителка нема мандат за поставување и за разрешување обвинители, односно дека тоа е работа на Советот на обвинители. Од тука не е сватлива комоцијата со која обвинителката се дозволува да дава такво неиздржано образложение за потегот. Уште понесериозно е тврдењето дека не е биле потребни обвинителките поради намалениот обем на работа. Ако е така како што вели, тогаш отворено признава дека Советот на обвинители беше во право кога ја определи двојно помалку соработници. Во исто време признава и дека злоупотребила поддршката на амбасадорите, кои тогаш се потегнаа да излезат од рамките на своите надлежности, само за таа да го добие целиот тим што го бараше. Се вели во текстот на Република.
А Катица Јанева претходно даде уште едно образложение, вели дека и во случајот пуч кој таа го побара на увид од страна на обвинителството, во кое обвинет Зоран Заев и Зоран Верушевски, дека и тука имала попречувања од страна на судот, вели Јанева. Еве еден од насловите: не ни дозволуваа да ги земеме доказите од пуч. Баравме одложување, затоа што имаме тимска одлука дека цела недела бараме од судот простор цел тим да ги анализира доказите во пуч и потоа ќе одлучиме како ќе настапуваме и кој обвинител ќе го застапува случајот. Во однос на доказите не ни дозволуваа да ги земеме, доаѓаме тука да ги погледнеме во кривичниот суд. Сметаме дека тоа е нова пракса на судот, бидејќи порано ни ги доставувале предметите во нашите матични обвинителства, вели Катица Јанева. Ако го зборуваме за кривични пријави, кривични пријави фрчат на сите страни во јавноста во последниот период, а најмногу ги поднесуваат министрите од страна на СДСМ кои се поставени во владата. Една од нив е и Фросина Ременски, која поднесе нова серија кривични пријави, меѓу кои и против незиниот заменик Диме Спасов. Овие кривични пријави, кривичните кои се поднесуваат против Јанева, се перцепирани во дел од јавноста и од аналитичарите како некој вид на контра пријави, но и контракривични пријави кои треба да излезат спроти случаите кои треба да ги процесуира Катица Јанева. Одиме да видиме сега со тоа што поднела Фросина Ременски. Значи се работи за 13 кривични пријави против Спасов и разрешени директори. Министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски поднесе 13 кривични пријави до основното јавно обвинителство во Скопје, Берово, Гостивар, Кочани, Прилеп, Брадович, Ресен, Струмица и Берово за незаконско постапување на разрешени ВД директори. Како што тврди Ременски, дополнителниот заменик министер Диме Спасов неовластено ги задолжил 12 директори да постапуваат и во рок од 24 часа да се пријават на досегашните работни места. Освен за разрешените директори, едната кривична пријава е токму за Спасов. Тоа е тој текст. А минатата недела во Македонија во посета беше во изминатите денови државниот секретар од Германското министерство за надворешни работи Михаел Рот, кој тука беше најмногу да види како се спроведува договорот од Пржино и што се случува околу најавените предвремени избори. Михаел Рот за изборите даде една изјава која за многумина аналитичари беше спротивна од изјавата на еврокомисарот за проширување Јоханес Хан. А таа изјава на Рот е, како што претпоставуваат оние кои ја следат политиката, врзана најмногу за датумот на изборите. Еве еден од насловите: без услови за европски избори до април, Европската унија ќе препорача поместување на датумот. Вели Рот. Со договорот од Пржино, политичките сили се спогодија за возен ред за нови избори според европски стандарди. Сите тие одговорни во политиката се обврзани конечно да действуваат и договорот брзо и целосно да го реализираат, така што новите избори би можеле да бидат спроведени соодветно на европските стандарди. Ова барање посебно е насочено кон владата. Таа има посебна одговорност за доброто на земјата и за понатамошно приближување кон ЕУ. Не смее да попушти ангажманот за исполнување на обврските, вели Рот. А откако првично најави дека датумот за изборите е зацементиран за неговата партија, лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети сега даде едно ново појаснување. Тој вели дека датумот за изборите може и да биде одложен доколку за тоа има политички договор помеѓу партиите, но дека тој дуи остануваат на ставот дека изборите треба да бидат на 24 април. Еве еден од насловите: Ахмети можно е одложување на изборите со нов политички договор. Ние ги кажавме нашите образложенија зошто не треба пак да се дискутира за постигнатиот договор на 2 јуни и на 15 јули. Сакаме што поскоро да се стави крај на овој застој, на оваа политичка блокада во која се наоѓа земјава.
Ако досега имало мониторирани избори, најсилно наблюдувани избори во земјава ќе бидат следните и од меѓународните институции и од политичките сили во државата. Заинтересирани сме во земјава да има закон во согласно со европските стандарди за слободна и независна работа на медиумите, зашто не е ниту политички интерес, ниту стратешки интерес на ДОИ за постоење на цензура, вели Ахмети. А кога сме кај Али Ахмети, многу е интересна една идеја, една теза која излезе во јавноста и за која веќе многу се зборува. Таа е можноста пред изборите да се формира заедничка македонско-албанска коалиција. Значи да се напушти досегашниот принцип во кој партиите во условно македонскиот и политички блок победничките партии формираа влада. Значи таа сега македонско-албанска и поширока коалиција, нели, и на сите останати заедници кои живеат во државата, да настапи на изборите и доколку таква коалиција победи, едноставно да формира влада. Сега за тоа пишува Джелал Ходжик, кој е колумнист и граѓански активист. Ходжик тоа го пишува на Facebook. Што мислите? Кој би бил одговорот на ДПМН до и ДПА ако опозицијата околу СДСМ договори заеднички настап со партиите од албанскиот опозицијски блок? Дали ДПА би влегла во предизборна коалиција со ДУИ или со ДПМН? Секако дека би им било потешко отколку вака кога секој е од својата страна на зидот. Оваа денешна средба на Заев со Села и Мемеди е за поздравување. Срушете им ги етничките зидови на Груевски и Ахмети. Тоа ќе биде поздравено на мнозинството граѓани од сите етнички заедници и тоа е единствената шанса за пресврт, пишува Ходжик. А по посетата на Род за неа пишува и новинарот Бранко Тричковски, кој сега пишува за делегитимација на власта. Тричковски исто така се обраќа од својот Facebook профил. Господинот Роте е во право. Решението на тоа што тие го викаат криза, а во суштина е судир на највулгарниот и неподносливо циничен примитивизам и остатоците на нормалноста, значи не криза, туку цивилизацијски судир е во Скопје, а не во Брисел. Но само ако Брисел и Вашингтон и Берлин се разбира го засила до максимум своето присуство во Скопје, ако ја напуштат својата балансирачка интенција и отворено се стават на страната на силите кои бараат делегитимација и тотална декриминализација на власта како услов за фер и демократски избори и демократска реконструкција на Македонија. Само на тој начин може да се спречи драматичниот развој на настаните. Тој пристап не е без ризици, но тие се неспоредливо поблаги од ризиците кои ги носи определбата да се организираат избори на кои криминалот ќе биде допуштен како рамноправен партнер, уште повеќе како фаворит. Тоа го пишува Тричковски. Продолжуваме со уште еден министер, заменик министер од страна на опозицијата, од страна на СДСМ во владата. Значи, тие се прилично активни во овој период, како што кажавме, со кривичните пријави и со сите активности. Еве сега Љупчо Николовски, заменик министер во секторот земјоделство, пишува за однесувањето на претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Македонија е држава или партија. Како може тоа екс-премиер да дава наредби на институции да ги праќа вработените на терен? Ќе одговара и за ова, но и за се она што го слушнавме од незаконското преслушкување. И неговите извршители на сите злоупотреби и криминали во земјоделието, шумите, водите, државната земја и субвенциите ќе мора да одговараат пред целиот народ. Тоа го пишува Николовски. Емисијата сега ја продолжуваме со случувањата кои се поврзани околу преговорите со медиумите, кои се составен дел од договорот од Пржино. Партиите веќе се договорија за функционирањето на Државната изборна комисија за прочистувањето на избирачкиот список, но се уште медиумите остануваат недоговорена тема. Сега СДСМ продолжува во очи овие преговори и како се водат да вади на површина нови афери за, како што велат, коруптивни сделки кои се поврзани помеѓу владата и дел од медиумите.
Александар Кирацовски, дополнителен заменик министар за информатичко општество и администрација, вели дека ден по инцидентот во Куманово, власта префрлила огромни суми на пари на дел од телевизиите. Понеделник, 11 мај, првиот работен ден по инцидентот во Кумановската дева населба, на 9 мај сабота. На сметката на телевизија Сител, власта на Груевски е префрлила над 930.000 евра. На сметка на телевизијата Алфа префрлила исто над 930.000 евра. На сметката на телевизија Канал 5 се префрлени 820.000 евра. Значи, на 11 мај на трите телевизии се префрлени над 2.600.000 евра ден по трагичниот инцидент во Куманово, кога загинаа полицајци, а стотини луѓе останаа без домови, вели Кирацовски. А новинарското здружение ЗНМ побара од премиерот Емил Димитриев да интервенира, да се заложи за решавање на случаевите за насилство врз новинари и врз медиуми и од него да се заложи за носење на нов добар закон, за добро законско решение за регулација на медиумите, но Емил Димитриев изјави дека неговиот став е оној став кој го има и неговата партија ВМРО-ДПМН, дека на Македонија не е потребен нов закон за медиуми. Па така Димитриев кажа дека и сегашниот закон е добар, кој е донесен со помош на Европската Унија. Како влада стоиме на ставот дека постојниот закон за медиуми кој е работен со помош на Европската Унија е добар, а ако се одлучи дека треба да има нов закон, тогаш предлагаме усвојување на било кој закон од земјите кои се членки на Европската Унија. Здруженијето побара од премиерот да се ангажира во расветлување на случаите на насилство и му сугерираше да биде прифатен предлогот на Питер Ван Хауте во кој се вградени решенија од неколку западноевропски држави. Од друга страна, Македонската асоциација МАН смета дека решението на Ван Хауте е неприфатливо, бидејќи според нив ги изразувало ставовите на СДСМ. Цветен Челиманов, новинар, кој е активен токму во асоциацијата МАН, сега исто така пишува за преговорите за медиуми, а Челиманов често критички настапува, не често, туку без исклучок кон опозицијата. И сега тој вели дека треба да се види еден нивен предлог опозицијски, а особено да се обрне внимание на големите букви. Се предлага казнината политика за медиумите, наместо кон формата повеќе да биде насочена кон содржината на емитуваната програма. Тоа би значило укинување на дел од постоечките казни за електронските медиуми, а наместо тоа да бидат предвидени парични глоби за ширење говор на омраза и пристрасно и навивачко известување. Тоа го пишува Челиманов. А Роберт Милевски, исто така колумнист, пишува на Фейсбук за медиумите. Кога разговараме за медиумите и нивното влијание врз граѓаните, многу поддржувачи на Груевски го користат аргументот дека сепак се претерува околу влијанието на медиумите и дека тие реално немаат толкава контрола врз погледот на луѓето. Но демантот стигнува токму од владата која што тие ја поддржуваат. Доколку нивната теза беше точна, тогаш зошто токму нивниот миленик Груевски префрлил за 3 години 13 милиони евра на неговите владени телевизии? Нели тие немаат толкаво влијание? Очигледно Груевски не мисли така и знае дека контролата на медиумите е клучот за одржување на автократската власт. Сител добила над 5 милиони евра, во Канал 5 влегле речиси 4 милиони евра, во Алфа владата на Груевски внела над 4 милиони евра, во Сител, Канал 5 и Алфа само за 3 години завршиле 13 милиони евра народни пари. И со оваа колумна, со ова, па може да се каже и колумна, но напис на Фейсбук на Роберт Милевски, малку подолг, ја завршуваме оваа трета порта. Значи, преговорите за медиуми се во тек, ќе видиме дали ќе има некаков резултат од тоа деновиве.
Вие не заборавајте дека трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика заклучоци носете сами. А до тогаш останете да ја следите и програмата на 24 вести.